Извештаите за несреќи при работа го вклучија алармот за подигање на културата и свеста кај работодавачите. Еден работник неделно гине на работно место, посочуваат од Македонското здружение за заштита при работа. Во 2015-тата регистрирани 144 несреќи, 39 со фатални последици. На заедничка маса социјалните партнери почнаа дебата за изнаоѓање решенија за побезбедни работни места кои велат се во полза на работодавачите. Уставно право на секој вработен е безбедна и здрава работна средина. Вклучувањето на вработените во системот за управување со безбедност и здравјето при работа е од големо значење. Многу често на терен може да видиме дека вработените ја немаат целосната поддршка да ги искажат своите проблеми во однос на безбедност и здравјето при работа. Досегашната статистика покажува дека повредите и несреќите се случуваат. Европската унија алармира дека над 3 милиони работници годишно се соочуваат со повреди и несреќи при работа. Исто така Македонско здружение за заштита при работа алармира дека еден работник гине на работните места. Мора, значи, време да се преземат конкретни мерки, конкретни активности за заеднички да соработуваме сите сектори, и работодавачите, и работниците, и здруженијата, со цел, значи, да влијаеме во оваа област. Дебатата е во рамки на проектот за јакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина, основно човеково право. Заедничкото делување на социјалните партнери е важно за да се обезбедат работни места сигурни за работниците и да се намали бројот на несреќи. Сметаат дека се решливи сите проблеми, само недостига волја за спроведување на законот донесен во 2007-та. Увидовме од работата на терен дека во компаниите каде што веќе сме синдикално организирани, бидејќи во самото истражување беа вклучени и компании каде што нема синдикат, увидовме дека безбедноста за здравјето на работниците е поголема таму каде што се синдикално организирани. Затоа што се во постојан контакт со синдикалниот представник и самите работници се запознаени со своите права. Исто така, увидовме на терен дека треба да помине мало одреден период, каде што нашите синдикални представници ќе мора и да поминат одредена обука. Затоа Сојузот на синдикати на Македонија во наредниот период, веќе во подготовка и во тек отварање на нов синдикално-едукативен центар, каде што овие синдикални представници ќе можат да земат соодветно образование. Во светот на секои 15 секунди околу 160 работници доживуваат несреќа на работното место. Според податоците на Меѓународната организација на трудот, годишно 317 милиони несреќи се случуваат на работа, а многу од нив резултираат со продолжени отсуства од работа. Анализите покажуваат дека сиромашните практики за безбедност и здравје при работа не само што негативно се одразуваат врз здравјето на работникот, туку дека и економските трошоци се 4% од годишниот глобален бруто домашен производ. Во Македонија минатата година се бележи намалување на бројот на смртни случаи и повреди на работното место, што укажува дека е подигнато нивото за обезбедување сигурни работни места. Сепак, земјоделството, градежништвото, рударството и транспортот остануваат сектори во кои се регистрирани најголем број повреди и несреќи на работното место.